Станува неизвестно дали новата влада бара правни механизми за укинување на Кембридж програмата во средното образование или допрва ќе дебатира за истата. Откако новата министерка за образование и наука Рената Тринеска-Десковска најави укинување на Кембридж, премиерот Зоран Заев во гостување на македонската телевизија посочи дека ќе се дебатирало околу програмата. Самиот модел некаде дал резултати, некаде не е компатибилен со досегашниот образовен процес. Ние не ги укинавме досегашните програми, на постојните програми само ја наметнавме оваа Кембридж програма, која што постои. Затоа треба да отвориме овде дебатата, за да бидеме на чисто. Искрена е намерата да го напредиме квалитетот на образованието, да го фокусираме да продуцира кадри подготвени за пазарот на трудот, тоа е со завршено средно образование, или квалитетно подготвени за високото образование, кое што исто така треба да подготвува кадри на пазарот на трудот. Меѓутоа, новата министерка неодамна беше децидна дека програмата ќе се укинува, а се бараат само правните механизми како тоа да се изведе. Ја анализираме правната рамка, да создадеме, да на некој начин да го суспендираме почнувањето на Кембриджот во средните училишта. Се надевам дека ќе најдеме поддршка и на другите институции кои што ќе бидат вклучени во процесот со цел побрзо и поефикасно тоа да го направиме. Конкурсот за упис во средните училишта е објавен. Значи, уписите ќе почнат, така што тоа ќе бидат активности кои што ќе треба да ги дефинираме до крајот на наредната недела. Програмата од Кембридж треба да се воведе во средните училишта од средната учебна година 2017-2018. Целта е поквалитетно образование на учениците, базирано на меѓународно справедливи стандарди. Новата влада веќе го укина екстерното тестирање, механизам кој беше воведен за контрола на оценките.